Општина Кавалаци за прв пат ќе формира синдикална организација, до сега немала синдикална организација, и тоа е добро, не само за застапување на вработените, него и од аспект на обврските на вработените и објективноста нивна и менаџирањето на раководителите или градоначалникот во општината. Ја морам да потенцираме да кажем дека општина Кавалаци е со 108 вработени лица. Од има шпекулации дека многу има вработени, не е точно, 108 лица. Тоа е континуитет на следливост во делот на работењето на општина Кавалаци, покрај тоа што направивме повеќе сектори, оделенија како мој општинар, кол центар, инспекторски тим и граѓански центар кој што функционира, а и туристичко информативно бюро да не го спомнам. Значи и општината со овој колективен договор за усогласување на минималните плати се усогласува исто по 2806 денари за секој вработен и јавното предпријатие Комуналец, кое што го спомнав, меѓутоа и сите други јавни предпријатија како паркинг, јавно предпријатие Јасмин и се што подлежи под јавни предпријатија во општина Кавалаци. Ова е за поздравување не само од аспект на усогласување со минималната плата, плативе во јавниот сектор не се на завидно добро ниво, така да можам да потенцирам да кажам еден помлад соработник или соработник во општина Кавадарци со високо образование и со одговорност која што ја работи цела работа е со плата од 21 до 24 денари во зависност од стажот кој што го последува и пресметковната пресметка за бруто плата. Значи нето плата му е околу 22 до 25 денари. Општината нема работа во смени, со исклучок на оперативците мој општинар и кол центарот, така да по однос на други примења они немаат примање како државни службеници, јавна администрација, и овие 2806 денари ќе бидат ставени на нето платата. Значи ли ова дека треба да храбриме ова да се случува и на национално ниво, да се зголемуваат плати? Со оглед на гледањето дека намирниците за тековниот месец и за тековното живење во семејство се драстично зголемени, ова ја би го повикал и би го кажал не само во јавните институции, затоа што не е добро кога се покажува само во јавните институции, него да сите да соберат храброст, меѓутоа и ги видат нивните можности, да плативе на некој начин нашите граѓани ги мотивираме малку повише, не во делот на незаслуженото, него во делот на опстанок, пошто и сами гледате дека не чека лоша есен, тешка зима, а и знаете дека со новото тарифирање на струјите на многу луѓе ќе им се покачат сметките и двојно и тројно, а и во делот на нафтени деривати, и во делот на секупните продукти за основен живот. Од септември ќе ни почнат првачињата да одат на школа, сите други останати ученици, нема да биде исти трошка како што бил ланста година, така да мислам дека треба плативи да одат нагоре, нормално и државата треба да помогне и на реалниот сектор во делот на делумно субвенционирање на нафтени деривати, на електрична енергија, за да и фирмите го ова сето издржат, да нема отпуштање на вработени, да нема затварање на компании, да не акумулират загуби. Така да ја не верувам дека некој кога знае свесно дека парите веќе имаат помала вредност во однос на куповната моќ, дека не сака да подигне плата или да покачи, али мора тука целокупно заедно со Стопанска комора, со владата, со реалниот сектор да се разговара, и од Сабајлево читав информација дека вчерашниот ден имале средба председателот на Стопанска комора господин Азевски со премиерот Ковачевски, и очекувам од таму импакт, односно позитивен исход во делот на економско стабилизирање во реалниот сектор. Бензинска пумпа ДМД Оил.